3.500 деца бегалци од Егејска Македонија очекуваат за 2 години Грција да им исплати над 10 милиарди евра за одземените имоти. Сдруженијето Не заборав смета дека процесот од судот во Страсбур тече во добра насока. Марија Котовска. Децата бегалци од Егејска Македонија ќе ги остварат своите права на државјанство и имот за 1 до 2 години, предвидува Доневски. Станува збор за побарување на околу 3500 бегалци од Егејска Македонија, чии имоти денеска вредат над 10 милиарди евра. Односот кон егејското прашање, вели Доневски, е променет во последниве 2 години, благодарение пред се на поддршката на македонската влада. 60 години наназад никој не преземал ништо, рече Доневски. Минатата година и оваа година имаме еден нов приод, односно би рекол една офанзива. Ние сме навистина охрабрени со сето ова, а особено со ставот на нашата држава, на парламентот наш и на владата која застанаа зад нас, која формира координативно тело, која ангажира експерти, сите граѓани протерани од Грција кои имаат одредена документација, веќе ќе влезат во процедура пред грчките судови, односно надлежни органи. Јас сум убеден дека за 1 до 2 години ќе бидат остварени нашите права. Прашањето за македонското малцинство во Грција и за правата на протераните и на децата бегалци за прв пат во македонската историја го покрена премиерот Груевски лани во месец мај на средба со медијаторот Нимец. Македонската влада во следните неколку месеци успеа да го издигне прашањето на меѓународно ниво, а непосредно потоа следеше и посетата на Грција од страна на експертот на Обединетите нации Геј Макдугал. Незината посета резултираше со исклучително поволен извештај. Меѓународните посматрачи кои што сега се повеќе и повеќе пројавуваат интерес за положбата на тоа малцинство таму, се огледува дека навистина нема аргументи грчката влада да го негират постојањето на тоа малцинство. Ако и Европа донесе една резолуција која ќе обврзе Грција, не може таа резолуција да биде провокација, како што викаат за нашата резолуција на собранието, дека тоа е провокација према Грција. Од Не заборав ја промовира и монографијата «5 судбоносни години во Егејска Македонија», која напишана врз основа на архивски документи, представува релевантен доказ за историското постоење и борба на македонците во Егејска Македонија.